На спомен костурницата кај Зебрњак со пригодна манифестација денеска беше одбележана 113-та годишнина од Кумановската битка. Налазичи се данас у историској средоречкој области, на узвишењу Зебрњак на 511 метру, надморске висине, на само 6 км од Куманова, у близини манастира Светог Георгија Победоносца, задружбине краља Стефан Уроша II Милутина и гроба кумановског јунака подполковник Александра Глишиќа у порти Кумановске цркве Свете Тројице, стоимо немо загледани у архитектонско ремек дело Момира Коруновиќа у предивну кулу обелиск високу 48,5 метара, кое, нажалост, нема. Поштовани драги пријатели, негујќи традиција ослободилачких ратова Србије, ми показуваме да Србија nije водела освајачки ратове, како то неки говоре, веќе имала тежњу да ослободи српски народ у старој Србија од османске власти и истовремено помогне ослобоđenje и осталих балканских христијанских народа. Србија се враќала старим седиштима српскog државног и духовnog живота, као што и у беседи исказал митрополит Димитрije 18. октobra 1912. godine, држиći молебан за среќу саветничкog оружја. Mi godinama sa ovog mesta pozdravljamo ljude, govorimo. Naši ljudi u principu skoro da nema čoveka koji ne zna i kako se odvijala bitka i zašto se odvijala. Ali evo, da progovorimo neku reč o tome, jer gledajući ove mlade ljude kako su odavali počast, ovi studenti, pitomci, branitelji slobode našeg naroda, naše matične države, ne mogu da ne kažem i na neki način malo da parafraziram Njegoša, imali su se rašta roditi. Kada posle toliko godina ne ostavljamo, a da ne obeležimo, kada posle toliko godina naša deca koja nemaju mogućnost u svojim školama da uče istoriju našeg naroda, znaju sve o prošlosti, moramo da ponovimo, imali su se rašta roditi. Nije bila slučajna ta bitka. Nije bilo ništa slučajno i nije bilo nikakve osvajačke priče. Mi koji imamo, koji smo porasli u svoje dedove i pradedove koji su govorili o svemu ovome, znamo da je njihova cilj, da je njihovo dobrovoljstvo ulaska u rat bilo u cilju oslobađanje braće u Makedoniji, oslobađanje braće od 500-godišnjeg ropstva, mogućnost da se slobodno poštuje svoja vera, da se govori svojim jezikom, da se živi sa svojim narodom u slozi sa drugim narodima. Свежо цвеќе и венци во чест на загинатите во Кумановска битка положија делегации од Македонија и Србија, од амбасадите на Русија и Народна република Кина, представници од владата, Српската заедница во Македонија, делегација од општина Старо Нагоричане, политички партии, невладини здруженија и граѓани. Историските податоци говорат дека во Кумановската битка загинале над 700 српски борци, повеќе од 3000 биле повредени и околу 600 исчезнати лица. Спомен обележието е најзначајното остварување на белградскиот архитект Момир Коруновиќ. Споменикот свечено е осветен на 31. октомври 1937 година на 25 годишнината од победата во Кумановската битка. Имал облик на кула во висина од 48,5 метри. Монументалниот споменик на ридот Зебрњак кај Куманово е урнат на почетокот на Втората светска војна. Во програмата која се состои од 6 столбови, чисто Куманово е еден од најбитните елементи, кажа денеска Горан Стојковски Диро, независен кандидат за градоначалник на општина Куманово, истакнувајќи дека проблемите системски ќе ги решаваат постепено со поддршка од граѓаните. Овде се работи исклучиво за начин на менаџирање на општината. Имаме лошо менаџирање со општината, дисфункционални јавни предпријатија, нефункционална општина, кажа Стојковски. Во се што влегуваме системски. Не може да кажеме нешто ќе работиме, а да немаме систем што и како ќе работиме. Значи, прво треба да видиме, да направиме анализа каде и зошто имаме диви депони. Потоа треба со совет да донесеме одлука каде имаме локација за отстранување на градеже, шуп и смет.
верувате, Куманово нема локација за каде што ќе се носи градежниот чук. Значи, со совет прва одлука што ќе донесеме, ќе биде да се донесе место каде што ќе се отстранува градежниот чук. Потоа ќе се направи стенирање на состојби во јавното предпријатие Чистота и зеленило. Да видим зошто тоа предпријатие се менаџира на таков начин на кој што се менаџира и од директорите, но и од градоначалникот. Да видиме што можеме да помогнеме, дали нова опрема, нови камиони и пред се стручен кадар, кој што ќе раководи со ова предпријатие. Потоа, ќе направиме одлука на совет. Секое решение за реконструкција, адаптација и градба да биде поврзано со решение и инвеститор јавно предпријатие Чистота и зеленило за носење на градежниот чук. Значи, ние ќе го субвенционираме изнесувањето на градежниот чук. Со тоа ќе го елиминираме можноста за диви депонии. Што ќе биде основа за изнесување, односно субвенционирање на градежниот чук? Селектирање. Граѓанинот кој што ќе гради, ќе реадаптира, реконструира, ќе треба само градежниот чук, стаклото и пластика да ги одели во посебни кутии, кои што ќе ни бидат доставени од општина Куманово, ние ќе дојдеме и ќе ги однесеме. Ќе направиме контакти и договори со компании кои што работат на рециклажа и кои што од тоа рециклирање има пропит, но ќе има пропити за општина Куманово. Тој пропит ќе се донесе во општина Куманово и фактички ова субвенционирање биде од нашите партнери. И она што е најбитно, ќе одиме со едикација, со работилници во секој училиште, во секое мало, во секое место, во секое јавно предпријатие. Јас силно верувам во Куманово дека можем. Како што Куманово веруваше во мене дека може. Верувате, овдека се работи исклучиво за начин на менаџирање на општина. Сакале тоа да го припатиме или не, моментално имаме лошо менаџирање со општина. Имаме дисфункционални јавни предпријатија, имаме непункционална општина. Пример ви овој поштар. Нема ниту една рампа. Од пешачки излегуваме директно на улица. Од плоштад директно на улица. Не може такво нешто. Немаат можност лицата со попреченост да функционираат. Да тоа, значи, одиме со еден сосема друг план за Куманово. Кандидатот за градоначалник на општина Куманово Максим Димитриевски од движењето Знам за наша Македонија се сретнал со представници на коалицијата Вреди, од кои што добил поддршка за вториот круг од локалните избори што ќе се одржат на 2 ноември годинава. Остварив средба со новиот градоначалник на Чаир Изет Меджити, организациониот секретар на Алтернатива Башки Муртези и пратеникот Даниел Стојчевски. Во топлиот и искрен разговор од представниците на коалициониот партнер Влен добив искрена и силна поддршка за вториот круг во Куманово, поддршка која ја отсликува мултиетничката и мултикултурната реалност на нашиот град, која дава дополнителна енергија и мотив да продолжиме напред во остварување на проектите во интерес на сите граѓани на Куманово, објави Димитриевски. Животен цагер е насловена првата поетска збирка од кумановецот Мирослав Димевски, директор на основното училиште Карпош во село Уминдол, што беше промовирана деновиве во Занаетчискиот дом во Куманово. Промотор на првото авторско дело на Димевски беше Христина Алексовска, наставничка по македонски јазик. Присутните имаа можност да слушнат дел од песните од Животен цагер кои што беа прочитани на промоцијата, меѓу нив и песните посветени на неговите три ќерки. За авторското дело на Димевски само пофални зборови од колективот, роднини пријатели. Во овој случај, мојот драг пријател и сват го оствари својот животен цагер, поклопувајќи ги стрелките на животот и навршувањето на 55 години од сопствениот живот, е една од објавите. Животен цагер е збирка на поезија која е создавана со години назад. Инаку самиот цагер, самиот збор цагер означува некоја точка, некоја пресвртница и кога е цагер можеме да застанеме, да погледнеме што било предходно и да направиме планови за иднина. Така да идејата ми да дојде на 55 години, направив
доста песни ме одржа моите колеги, посебно колешката Катерина. Ми даде ветер во грб да се потрудам да ги соберам сите песни и да направам една убава збирка, како што е вклучено сега ова. И убав датум 22 повторно некој си цагет. Така да се надевам дека промоцијата ќе продолжи во најубав ред и ќе биде пријатна за сите посетители кои ќе дојдат да видат и да го слушнат моето прво напишано дело. Во збирката има 101 песна и е поделена на 3 дела. Првиот дел е мојот живот, моето семејство, моите лечења, вдуци. Во вториот дел се љубовните емоции и во третиот дел се социјалните песни, инспирирани од екологијата, од училиштето, од учениците, од децата. Така, всушност, ќе повторам, тоа е мојот живот во едно досегашно живот и се надевам со ова презентација и со ова промоција ќе ми дадат луѓето ветер во грб за да продолжам да работам, да творам. Инаку можам да најавам дека пишувам сега и еден роман. Така да романот се надевам дека по нова година ќе го истодам. Иако пишување на роман е сосема друга работа, поезијата ја пишувам во секунди и во минути на некоја емотивна инспирација, нешто кое ќе те потикне, се создава многу брзо и веднаш. Додека романот е малку по си бара посеканост, си бара време, но темата, посторот на романот веќе го имам и сум почнал да го налутам. Се надевам дека до година ќе ме поканам на повторно прво, но дело, но како роман. За моја среќа, промотор на мојата прва книга е Христина Алексовска, која има доста искуство во оваа работа, посветена е на книжевноста и со задоволство прифати да биде мој промотор, затоа што има искуство, додека јас сум пионер во оваа работа. После така. Ви благодарам и ви посакувам успехи понатаму. Благодарам и на вас и на сите гледачи на ТВ+. Па проследете ме во поголем број и едниот пат. Благодарам.